Здраво живо, јас сум Димче, дојдовте во уште едно моје видео, овој пат сум во близина на Демир Капија, бев Корешница, минатото видео ви снимав за кратерот и додека бев тука викам дај да снимам клисурата, затоа што е моќно енергетско место и мора да ви го доловам. За сите што не сте го посетиле, знам дека оваа клисура е позната, мора да ја посетите да се наполните со енергија затоа што е моќно енергетско место. Не можете да замислите колку енергија има на ова место. Ке бликате од енергија, дојдете, наполнете се, искористете го овој дар од природата во форма на енергија, затоа што секаде каде што има вода и има карпи, негативната енергија од водата, карпите ја претвараат во позитивна. Така да ова место изобилува со позитивна енергија. Мора да дојдете да оседете, не можам да ви пренесам, меѓутоа можам да ви ја покажам убавината, можам да ви дадам некоја дума, и можем да ви раскажем еве легендата за ова место како е настанато, на ова место позади мене нели Демир Капија, за Демир Капија да кажам само имам мал проблем со Демир Капија, јас секаде мора да најдам проблем, меѓутоа тоа сум јас. Демир Капија името му е Железна Капија, затоа што Демир означува железо на странски јазик, па мислам дека е време да си ги вратиме нашите топоними и нашите имиња, да си ги префрлиме од странски во македонски и јас затоа овој град си го нарекувам по македонски, односно Железна Капија. Меѓутоа, како Демир Капија го знаете, мора да ви го кажам и тоа. Да се вратам на легендата, да не ми отиде мислата, легендата за ова место е позади мене, целата котлина било море, било наречено Малкото море и крале Марко шетајќи со бок дошол до брегот на тоа Малко море и размислувал и му предложил на Бог дека он има идеја карпите што се пред него со неговата сабја да ги расече, водата од Малкото море да истече, за да може да создаде плодна почва, за да можат луѓето да ја обработуваат и да се населат тука. Бог се согласил и крале Марко со својата сабја ги расекол карпите, ги отворил, водата се истекла и се создала овој дел на Македонија или плодна котлина. Тоа е една од легендите што луѓето ги раскажуваат додека така наречените богови или нашите јуноци чекорале со нас, оправиле секакви работи за наша корист, сега секако сме одрекнати од нив, ама тоа е друга тема. Се надевам ви интересна легендата. Сега да ви покажам малку што има во околината, затоа што е преубаво. Преубаво. Јас би можел тука да се преселам и да живеам само од оваа енергија, ако верувате. Ја мислам дека тука ни храна нема да ми треба. Така се осеќам, има толку многу енергија во место. Е просто неверојатно. Ето гледате, не можам да застанам мирен, а пешачев бев до Корешница, значи тоа е некаде, па не знам, може 2 сата пешачење. И пак имам енергија, значи доказ за овие места е токму нашата состојба. Значи најубаво, не ни треба никаков доказ, не ни треба никаков експеримент, не ни треба никој да ни измери со некој уред, со некој гаджет. Едноставно идеме и гледаме како се осеќаме. Ја гледам по мене, ја пукам од енергија. На 2 сата пешаче. Пред да дојдам у клисурата, планирав да седнам некаде да одморам пол сат, па да имам сила да шетам низ клисурата, затоа што доаѓам од долго пешачење. Меѓутоа не. Влегов во клисурата и како на полноќ. Си се уклучив и си се наполнив со енергија. Затоа ги бајам јас овие енергетски места, затоа ги спомнувам често, затоа што јас на мене осеќам голема корист од овие места. И сакам да ви ги пренесам на сите вас, за да може и вие да имате корист. Чисто добронамерно. Се надевам ќе ме послушате. Гледате, не можам да запрам колку многу енергија има. Ми се трча сега, ми се движи, се ми се прави. Тоа е моќта на овие енергетски места и секако тоа е моќта на природата да не движи, да ни дава енергија, да ни дава сила. И сите што се осеќате исцрпено, верувате, се осеќате исцрпено од вашата околина, од градот, од сето тоа ваше обкажување, од сите тие вештачки работи. Затоа дојдете на овие енергетски места, наполнете се со енергија. Како да правам реклама за Железната клисура. Ама тоа е тоа. Јас сум зајубен во ова место, често планирам да го посетувам.
Се надам некогаш ќе дојдеме заедно, па ќе седиме тука, можеме и да кампуваме, гледам прекрасни места од другата страна. Ајде сега малку да ви покажам околината, да видиме што ќе најдеме и се враќам назад да го одјавам видеото и да трчам да го фатам возот. Ве поздравувам од ова железна или демиркаписка клисура. Ви го посакувам секое добро. Ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија, а јас одам сега да потрошам малку од енергијата што насобрав од ова преубава клисура. Поздрав и секое добро!